Татко нема да доживее премиера. Продукцијата Revolution објави дека се откажува од реализацијата на филмот и од државните пари доделени од Агенцијата за филм. Според продуцентот Дејан Милошевски, долгометражниот филм според сценарио и во режија на Јани Бојаджи нема да биде снимен, одлука која, како што вели, не била донесена лесно, но сепак тимот одбива да биде дел од перфидна игра на надлежните. Оваа одлука не е донесена лесно. Напротив, таа е резултат на нашето долгогодишно искуство и настаните со кои се соочуваме во последните години. Одбиваме да бидеме дел од оваа перфидна игра на Министерството за култура и Агенцијата за филм која нас како уметници не става во понижувачка и недостојна позиција и очекува да бидеме параван за лукративните и антифилмските цели на оваа, според се што се случува во години наназад, тенденциозна филмска администрација. Поради тоа донесовме одлука да се откажеме од проектот Татко и од доделените средства. Оваа одлука следи откако на филмот Татко му беа одобрени 15 милиони динари, сума помала од онаа која се доделува на дебитантските филмови, иако станува збор за апликација од етаблиран автор. На конкурсот беа одобрени 19 милиони динари за Никој не го сака Садик на Ибрахим Деари, кој е дебитант, како и 30 милиони динари на Кралот на ѓубрето на Георги Унковски. Инаку, на последниот конкурс на Агенцијата за филм најмногу прашина кренаа парите одобрени за снимање на документарниот филм за раперот Сладкаристика на режисерот Радован Петровиќ, кој патем на претходниот конкурс како дебитант доби 18 милиони и 500 илјади динари за снимање на долгометражен филм Не плачи душо, кој се уште не ја виде светлоста на денот. Продуцентот на документарецот за раперот Слаткар Пеца Талевски од Охо пред 2 години во сомнителна процедура доби 2,5 милиони евра за документарец на Тоше во сомнителен конкурс во кој беше единствен апликант, а од филмот се уште нема ништо. Во телефонски разговор за Алфа појаснува дека филмот е за деца со посебни предизвици. Тој зема народни пари од МРТВ, работејќи и со копродукции во кои главно партиципираат припадници на некогашната шарена револуција.